Филипче се враќа во прегратките на Ахмети. Лидерот на СДСМ најави дека во првиот круг од изборите неговата партија ќе настапи самостојно, односно со својата коалиција на сателити, но дека за вториот круг ќе разговара за можна соработка или коалиција со некој од партиите на албанците. Имајќи в предвид дека односите со Вреди им се како на нож, се претпоставува дека коалицирањето би било со нивниот долгогодишен партнер ДУИ. Во однос на коалициите, во првиот круг на изборите настапуваме со нашата постоечка коалиција. Во однос на вториот круг на изборите ќе разговараме и со другите партии од албанскиот блок. Интересно е што СДСМ размислува да се врати повторно кон ДУИ, затоа што во изминатиот период по падот на нивната влада, Филипче, но и други социјалдемократи се оградија од Ахмети, па дури го вперија прстот кон него како виновник за тоа што ја загубиле власта. Признаа дека биле сервилни кон интегративците, а тие ја злоупотребија нивната широчина. Сегашното признание дека се враќаат во прегратките на ДУИ оди во прилог на тезата дека двете партии заедно имаат црно сценарио за враќање на власт. Тоа предвидува преку освојување на општините Чаир и Гостивар интегративците некако да стигнат до Илинденска. Работат на повторување на сценариото од 2008 и 2017 година, кога Ахмети насила влезе во владата на ВМРО ДПМН, па одвнатре како тројански конј ровареше. Успеа да ја урне власта и си го прибра својот привезок СДСМ во владата. Неофицијално планот сега е ист. Проблемот им е што премиерот Мицкоски го предвидо ова црно сценарио. Соочен со ова, Филипче не штедеше на време да ги демантира овие тези. Ништо не се случува, ниту има некаков напредок во образованието, нема ниту во земјоделството. Сите добри мерки и политики практично престанаа, премиерот нема што да прави, освен да обвинува за некаква дестабилизација. Какви информации и материјали поседуваат ДУИ за Филипче и Заев за тие да не можат да се тргнат од скутот на Ахмети и да се враќаат на криминали, праша од ВМРО ДПМН. Како што тврдевме, така и испадна. Денеска Филипче јавно најави коалиција со ДУИ. Прашањето е едноставно. Што толку има ДУИ за него и за Заев, за да не може да се тргнат од нивниот скут? Секојдневно зборуваат за ново раководство и автентични одлуки, а на крајот повторно се враќаат кај старите партнери во криминал и во корупција. Председателот на СДСМ најави дека до крајот на оваа недела или на почетокот на следната недела ќе бидат објавени имиња на преостанатите кандидати за градоначалници. На прашањето дали независните кандидатури може да повлечат нивни гласови на изборите, Филипче не одговори, но посочи дека лично ја поддржува волјата на независните.